Еве сме повторно назад во студиото, почитувани гледачи, а наш денешен гостин е господинот Миле Јакимовски, технички организатор на турнирот Водици 2016, со кого ќе разговараме повеќе на оваа тема и како се одвива организацијата и кога започнаа надпреварите. Господине Јакимовски, добро утро во емисијата Рано на утро. Добро утро и добар ден за сите ваши гледачи. Еден специјален поздрав, посебен поздрав упатувам до сите љубители на спортот од општина Штип, посебно до оние што го милуваат малиот фудбал. Турнирот Водици, како што знаете, започна од вчера, се одиграа првите надпревари, резултатите ќе ви ги кажам нешто покасно. Меѓутоа сакам да кажам дека една убава традиција која што се негува во нашата општина, тоа е турнирот Водици. Турнирот Водици представува воедно и бренд веќе на Штип, како што имаме Макфестот, како што имаме Штипската пастрамалијада, така и турнирот Водици прераснува во еден бренд на општина Штип. Значи специјално да кажам дека организатор и покровител градоначалник на општина Штип, примариус магистар Илчо Захариев, соорганизатор Брегалничка епархија, митрополитот Брегалнички и господинот Иларион. Така, колку време се е овој турнир? Колку години се одржува веќе? Еве вака, значи по превземањето на овој турнир од урбаната местна заедница Баби, општина Штип, по трет пат го организира овој турнир со Брегалничката епархија и верували или не, што повеќе екипи се обидуваат да направат добри состави. Штип е град на фудбалот, град на спортот. Имаме многу таленти на фудбалската игра, кое што љубителите на спортот, љубителите на фудбалот имаат што да видат во салата на основното училиште Тоша Арсов, каде што се одржува турнирот, веќе морам да спомнам. Тоа е традиција која што се негува и верувам дека и понатаму ќе се негува, оваа традиција ќе продолжи. Меѓутоа со една желба и напомена дека општина Штип мора да направи напори со нашиот градоначалник, за да во перспектива обезбедиме еден спонзор, добар спонзор, кој што ќе даде добра награда. А со добрата награда се привлекуваат и јаките екипи од другите градови, не само од нашата општина, туку и од другите градови. Токму тоа сега сакав да ве прашам, колку екипи се имаат пријавено на овој турнир и дали само има екипи од Штип? На овој турнир морам да кажам дека бројката е задоволителна. Тоа е со 12 екипи, кои што се поделени во две групи по 6 екипи. Така што во разигравањето првите 4 екипи од едната група и вторите 4 екипи пласирани на втората група го сочинуваат четвртфиналето, а по 2 екипи испаѓаат од првиот круг на разигравање. Така. Еве вчера, ми се чини дека од вчера започна првите надпревари. Кои се резултатите, кои екипи вчера го отворија турнирот? Како што веќе најавивте, значи 11 екипи се од општина Штип и една екипа е од Лозово, тоа е екипата Ел Тигре, која што за жал поради временските услови и неуслови не можеше да допатува во Штип да го одигра првиот надпревар. Така што екипата на Челзи овој надпревар го доби со службен резултат 3:0. Втората екипа Интро Инвест ја победи екипата на Давка со 3:1 и последниот надпревар синоќашен екипата на СВР Штип ја победи екипата на Вилхил со резултат 3:2. Како ќе се одвиват понатака надпреварите? По колку надпревари се предвидени во текот на ден и за кога е нормално финалето, за кога е закажано? Еве вака сега, значи организатор на турнирот општина Штип за вечер се планираат да се одиграат уште 3 надпревари од втората група. Еве ќе за љубителите на спортот и вашите ТВ гледачи ќе кажам кои ќе се состанат вечер. Значи 18 часот екипата на Путце игра со екипата на Болоња. 18 часот и 35 минути Вардар против општина Штип и последната вечерашна утакмица екипата на Моцарт игра со екипата на Академци. Значи турнирот ќе има пауза во текот на утрешниот ден поради овие празници, новогодишни и божични празници и на турнирот ќе продолжи во петок 8 јануари. И веднаш ќе кажем и двојките за овој ден. Значи, први ќе стартуваат екипата на Давка со екипата на Вилхил, 18:35 екипата на Челзи со СВР Штип и после надпревар Ел Тигре Лозово ќе се состане со екипата на Интро Инвест. Тоа е петок и сабота. Значи, сабота ќе се игра поради одложувањето на деновите за Божик и за Радник. Значи сабота 18 часот продолжува турнирот, се играат Вардар Моцарт 18 часот,
18:35 екипата на Болонја ќе се состане со екипата на Академци и после натпревар за сабота општина Штип и екипата на ПУЦ. Така, нормално за сите љубители на фудбалот слободно можат да дојдат и да ги следат на преварите во салата Тошо Арсов во Штип. Салата на основното училиште Тошо Арсов е моментално најпогодна за одигрување на ваков турнир. Морам да кажам дека верувам дека и во текот на емисијата ќе стане збор за една универзална сала која што и како недостасува на Штип. Само да спомнам дека екипата на селекцијата на ветерани на општина Штип претходната недела гостуваше во Прилеп, каде што бев и јас во таа екипа. И упатувам благодарност до организаторите на оваа ревијална утакмица која што одигравме. Ја загубивме со 5:3, меѓутоа тоа не е мерило. Мерило беше да се состанеме со ветераните на Прилеп. Зборот ми беше дека овој натпревар го следеа љубители на фудбалот од Прилеп, околу 1000 љубители на фудбалот, што е доста голема фамозна бројка која што може секој град да позавиде на еден ваков биланс на следење на натпревар. Така. Господин Јакимовски, освен овој турнир традиционален што го организирате, дали се организираат и други турнири во останатите градови во Македонија? Вака сега, значи убаво прашање од твоја страна. Морам да кажам дека и да се навратам повторно на оно што веќе претходно го кажав, од големо значење, значи за општина Штип како општина, представува барем еден турнир во годината, нека тоа биде летен турнир, кој што ќе се организира, меѓутоа наградниот фонд да биде навистина нешто побогат. Еве да речеме минимално 2000 евра, нека биде наградата за првото место. Со таа напомена што маркетиншкиот дел веќе ќе стартува најмалку 15 дена пред стартот на турнирот и за овој награден фонд ќе се пријават и повеќе екипи од другите градови, не само од општина Штип. Јас сум сведок на повеќе настани, кога јас со екипата на Мала Екс гостувавме во повеќе градови, игравме во неколку градови во нашата мила и напатена Македонија, најмалку во Скопје, каде што турнирот го следат секој вечер по 2-3 љубители на малиот фудбал. Значи, стварно, фудбалот во Македонија веќе доминира. Најпопуларно, што морам да кажам и пофално да се изразам, тоа е футсал лигата на Македонија, која што исфрла многу таленти на оваа фудбалска фамозна игра. Значи, и Штип е расадник на таленти. Морам да пофалам двајца млади играчи, дури нека ми прости, му го заборавив презимето на Александар, голманот на футсал екипата на Мала Екс, оние кадетите. Го поздравувам специјално Столе Глигоров и Милски, нека ми прости за името. Милски, тоа се таленти кои што веќе се во Скопје и веќе тренираат во поголем клуб и ја од името на општина Штип и од мен лично име, од името на градоначалникот им честитам за нивните вложувања во оваа фудбалска игра. Дечките многу брзо ја научија оваа игра и веќе ја презентираат на републичко ниво. Еве рековте дека наградниот фонд е, да речеме, мотивација за да се пријавуваат повеќе екипи. Освен ова, дали нешто друго недостасува? Еве, претходно спомнавме и универзална сала. Дали не треба некоја поголема сала за одржување на вакви, да речеме, мал фудбал или некои други спортски дисциплини? Да, значи Штип единствено што може да се пофали со одделна сала без школска настава, тоа е Јордан Мјалков, салата. Меѓутоа, љубителите на спортот во Штип знаат дека Јордан Мјалков салата е дадена на УГД, Универзитетот Гоце Делчев, кој што тренираат редовно кошаркарите и пинг-понгарите на УГД. Значи, целата одговорност за оваа сала ја има универзитетот. Штип како град мора да има универзална сала. Значи, во перспектива општина Штип со градоначалникот и со другите форуми од општина Штип ќе мораат да се малку позанимаваат повеќе за да се изгради една универзална сала. Пред многу години еден апел да патуваме до општината. Еден таков настан, почетен настан, за жал и тоа остана само почетен настан, беше далечната 89-та година, кога премиерот Љупче Ѓоргиевски тогаш дојде, ги удри темелите во Суитлак одгоре во една сала која што требаше да биде универзална и веќе изградена и веќе да има настани, спортски настани во таква сала.
Меѓутоа, за жал, само се удрија темелите и тоа остана статус кво, ден денес. Значи, Штип, верувате, јас како поранешен спортист, активен, жалам што Штип нема универзална сала. Не знаете какво е големо задоволство да се има една универзална сала. Самото присуство во салата, самите активности, самите надпревари. Значи, го заживеат спортот нормално. И тоа многу ќе го заживеат. Значи, любителите на спортот, пак ќе кажем, во Прилеп некој не следа 1000 гледачи, не следа, го следа нашиот ревелен надпревар во конкуренција на ветерани. Значи, иако ветерани, нив тоа ги интересира. Сакат да знаат кои се тие од Штип што дошли. Дали порано играле фудбал, не играле, каква екипа е. Така. Значи, јас сум стварно изненаден многу в позитивно смисло. Но еве, освен што недостасува универзална сала, добро е тоа што не само што и во Штип, туку и во цела Источна Македонија се градат игралишта, тениски игралишта, фудбалски, значи мислам дека е тоа вака сега, една работа која што морам да ја пофалам, тоа е работата на владата на Република Македонија. Значи, владата на Република Македонија имаше еден извореден проект за изградба на повеќе спортски центри ширум нашата република. И верувате дека во овие градови, кај што се изгради овие спортски центри, никогаш во ниту еден град не е имало толку убави спортски центри наменети специјално за спорт, за ракомет, за мал фудбал, за кошарка, за одбојка и за другите настани. Еве Штип никој пат не е имал подобри спортски центри како сега што има. Никој пат не сме не имале. Значи, пак ќе кажем, благодарение на владата на Република Македонија, на премиерот Груевски, секоја чест за нив. Еве, едно нешто што недостасува за да еден спортски центар биде комплетен, тоа се дел од собликувалните кои што на некои места ги немаме. Меѓутоа, еве, имаме обеќано од страна на премиерот дека и тоа ќе се заврши и дека тие спортски центри ќе се комплетираат. Значи, не може една екипа, независно дали се надпреварува во кадетска конкуренција, дали во пионерска, да дојде да одигра надпревар во спортски центар, а да нема собликувална. Значи, не собликувална да нема. Ако се има собликувална, тај спортски центар е секогаш комплетен. Значи, тоа недостасува да се комплетира спортскиот центар со собликувална. Меѓутоа, кога на јавната трибина кога беше овде владата, значи повеќе членови од владата во Домот на културата, господинот Никола Груевски обеќа дека за краток период и тие собликувални ќе бидат изградени. Веруваме дека тоа ќе се случи во оваа 2016 година. Господин Јакимовски, јавноста веќе вас ве знае, Штипјани и пошироко дека вие сте и спортски новинар, сте били спортски новинар, го следите спортот. Еве едно поинакво прашање, значи, за да се биде еден врвен спортист, што е оно што е непотребно? Па видите, јас бев спортски новинар во една приватна телевизија, Теко телевизија, која што за жал, мене лично за жал веќе не постои. Таа беше прва телевизија на Балканот. Меѓутоа поради некои други причини што не сакам да коментирам за тоа. Телевизијата згасна, за жал, иако убаво почнавме да работиме со сите форуми. Прашањето е навистина извонредно. Јас посебно ви благодарам што ми поставите вако прашање. Значи, убаво прашање, за да се биде спортист, што треба да се направи. Значи, јас во мојата кариера спортска почнав со гимнастика во 7 одделение. Значи, спортска гимнастика во Друштво за телесно воспитување Партизан тогашно, покасно Друштво за гимнастички спортови. И не сум скромен и јавна благодарност упатувам до господинот Симеон Ренџов, професор во УГД и медицински центар, и господинот Гјоше Стефанов, кои што беа заслужни за тогашното постоење на Друштво за телесно воспитување Партизан Штип. Значи, ако сака било кој талент и талент во посебна спортска дисциплина, значи, општина Штип е расадник на таленти во повеќе спортски дисциплини, не само во фудбал, да речеме, или во кошарка, или во карате. И сега Штип ќе во негова каратето. Да спортовите пинг-понг, да речеме, тенисот. Значи, за да се биде врвен спортист, најпрво треба да се откажат од многу работи, кои што и текако влијаат добро за организмот на спортистот. Значи, еве ја денес не сум запалил една цигаре, а од алкохол пиво пијам само за Нова година, мај и така натаму. Секој ден сум со сокови, кисели води. Значи, конзумирањето на алкохолот и на никотинот е најштетно за секој спортист во светот, не во општина Штип. Значи, еден млад талент на спортот, на посебна спортска дисциплина, доколку сака да постигне резултати, тој не смее да помисли на овие две работи што веќе јас ги кажав.
Втората работа, што веќе кај секој млад спортист е талентот. Значи талент не се купува, талент се раѓа. Се раѓа талент во повеќе спортски дисциплини. Вие може како водител имате талент за карате, меѓутоа тоа не го знаете додека не отидете во салата да пробате. Нормално. Така и за сите таленти во општина Штип. Пак ќе кажам, не сте свесни колку Штип има таленти во повеќе спортски дисциплини. Затоа се прават селекции во основните образование, во школите. Кој детенце ќе го биде за што? Ово зетен за ракомет, ово за кошарка, ово така. Јас морам да пофалам некои спортски педагози во Штип што веќе се уште се професори, а поранешни легенди на спортот. Ќе го потсетам Мијалче Моџаров, ќе го потсетам Новиц Здравев, ќе го потсетам Павле Тодоров, значи ракомет, гимнастика, одбојка, и уште многу плејада кои што ги има. Зошто да речеме Зоран Шоров, олимпиец, го нема во Балканец? Зошто? Значи, тоа е веќе голема тема. Значи, талентот на спортот е тај. А овие млади спортисти, доколку се одречат од овие две работи што веќе јас ги кажав, значи верувам и јас ги убедувам јавно дека тие ќе бидат еден ден врвни спортисти, ќе го носат дресот на општина Штип и ќе го носат репрезентативен дрес на Македонија. Независно во која спортска дисциплина, дали во ракомет, фудбал, да не ги набројувам сега сите. Значи на Штип му недостасува репрезентативци. На Штип недостасува универзална сала, на Штип недостасуваат олимпијци. Јас морам да кажам дека ми е жал што во општина Штип сега немаме олимпиец веќе повеќе години. Штип како општина има тројца олимпијци, за жал двајца веќе починати, тоа е Киро Ристов и Симеон Шутев, а третиот олимпиец Зоран Шоров, го поздравувам специјално. Значи зошто? Дејан Богданов имаше шанса. Сега највише надежди гледаме во Емил Павлов, каратистот на Партизан Штип. Му честитам за неговите успеси и му посакувам многу здравје и тоа е веќе гордост на Штип. Зошто Штип, да речеме, да нема повеќе Емил Павлови, Зоран Шорови, Дејан Богданови, Сашко Арсовски, да речеме, зошто да нема? Зошто? Треба да има. Меѓутоа, кога ќе се обезбедат добри услови во клубот, кога се обезбеди една управа која што е составена од поранешни насови на спортот, баш на тој спорт што детенцето сака да го презентира и талентот да го презентира, тогаш верувате дека во ниеден штипски спортски колектив не може да нема успех, не може. Потребен стимул, како што кажете и пред. Стимулот е тај. Значи, најнапред на талентите на спортот треба да се обезбедат сала за тренирање, затоплена сала, педагози кои што се поранешни насови на тај спорт, за да можат не себично целото оно богато спортско искуство во борењето, во боксот или да го пренесат не себично на младите таленти на спортот. Тогаш Штип ќе се гордее со нив. Уште многу можеме да разговараме на оваа тема, но сепак времето не ни дозволува. Само уште еднаш да подсетиме за турнирот Водици 2016 за кога и вие денес гостувате. Значи повторно да напоменете дека колку екипи и кога се останатите на превар. Добро, во ред. Значи, денес ќе кажам, втор ден од турнирот, вторник, 18 часот Пуце Болоња, втор надпревар Вардар општина Штип, трет надпревар Моцарт Академци. Надпреварот е во турнирот на мал фудбал Водици 2016, значи ќе продолжат во петок, 2 дена пауза следува. Петок, значи прв надпревар Давка Вилхил, втор надпревар Челзи СВР Штип, трет надпревар Ел Тигре Интро Инвест и сабота. Вардар Моцарт, Болоња Академци и општина Штип Пуце. Значи тоа се надпреварите кои што информативно преку уште еднаш ги покануваме сите љубители на фудбалот дека слободно може да дојдат и да ги следат надпреварите. Јас на крајот ги поздравам уште еднаш сите вашите гледачи. И една желба моја лично, би посакал Канал Плюс од година, ако не може оваа година, да има национална концесија, да може моето гостување и вашата презентација на спортот да ја следат и во Охрид, и во Делчево, и во сите делови на Републиката. Ви благодариме за денешното гостување. Се надевам дека повторно ќе се видиме во следна прилика. Благодарим вас.
Почитувани гледачи, овде е и крајот на денешното издание на утринската програма. Ви благодарам што и ова утро бевте заедно со мене и секако со мојата колешка Ана. Ви закажувам следна средба повторно утре 7:30 па се до 9:30 часот. Останете со Канал Плюс и имајте убав ден.